Сашо Мелков е слободен граѓанин. Да сум и ја груби, ја ќе избегам, затоа што груби во овој момент во Македонија не може да добие фер судење. Ако они имаат добри докази, ако се толку пријателски расположени, нека им ги дадат на нашиве државни органи, а не сега и ние имаме докази, а сега и вие најдете си. Мене тоа малку ми изгледа детски. Каде го гледате изворот на проблемот толку не доверувате во македонското правосудство? Во модерна правна држава не може извршната власт по собствено доње да сече глави од судската. Не може. Каква беше првичната ваша реакција кога ви се јавија дека има донор? Тоа дури не може да се опише. Значи, тоа е паника. Одите на клиника на нога, бидејќи ја се уште се движев, како така, и не знаете дали ќе се разбудите. И тој момент е многу тежок. Бројот на пациентите со срцева слабост е епидемија во светот. Тоа најголемото опоравување ми беше после трансплантацијата. Ми требаше долго време да почнам да одам, бидејќи јас не одев. Мускулите ми беа сосема атрофирани, мислам дека имав 40 и нешто килограми кога излегов од болница. После 3 операции вие правите 4-та операција и треба да трансплантирате срце и можете да замислите како е внатре. Имате контакти со семејството на донорот и дали знаете за личноста? Тоа е некој толку тежок момент, бидејќи тие се одлучиле да донираат нешто од што они го изгубиле, значи најмилото. Сашо Мјалков во Монте Карло нема ни трага ни глас од Артан Груби. Кој воопшто денеска зборува за екс-премиерот Никола Груевски, кој веќе неколку години живее и работи во Будимпешта, градот од каде актуелната власт поземи 1 милијарда евра кредит. Во овој издание на Тренинг согодник ќе биде универзитетскиот професор по кривично право Гордан Калеџиев. Добре дојдовте во емисијата, професоре. Добре нашол, да. Во средата навечер, кога американскиот претседател во заминување Џо Бајден воведе нови дополнителни рестриктивни мерки за црната листа, на кои ќе се најдат и децата на корумпираните лица и на сите оние кои штетат на Охридскиот и Преспанскиот договор, се појави видео на кое се гледа поранешниот прв човек на тајната полиција Сашо Мјалков. Тоа создаде голем гнев во домашната јавност, веројатно, но сега ве прашувам како кривичар. Дали денес обстојувате на ставот дека измените на кривичниот законник беа во прав момент донесени, со што делата застареа, дел беа преквалификувани? Ја никогаш не сум рекол дека тие измени биле коректни или потребни. Јас само реков дека не треба да се дава премногу значење само на тој момент, затоа што е многу поважен момент од правдата да ве стигне редовно. Односно, како што секогаш внимаваме Скопјани каде паркираме, бидејќи е многу веројатно дека пајакот ќе ни ја земе колата. Мене ми се случило порано повеќе од 10 пати, веќе не ми се случува, бидејќи веќе си внимавам. Така и е со казните. Казните се многу важни. Општо познато е во теоријата дека е поважно да ве стигне казната отколку да биде строга. Кај нас се создава таа фама, околу јавноста е многу, да речам, расположена за сурови казни. Не знам од каде доаѓа тоа и секогаш бараат строги казни, немаат билос спрема условите во затворите. Малку ми е тој аспект на македонската јавност чуден, меѓутоа. Иначе, Сашо Мелков е слободен граѓанин. Мислам дека ова приказката и со Груевски не се расчисти до крај. Мене никогаш не ми беше јасно како човекот што овозможи на Груевски да добие азил, а тоа беше председателот на Комисијата за дискриминација, која што надвор од своите овластувања си даде за право да каже дека има дискриминација врз основа на тоа дека тој не добил фер судење. Човекот беше водеше правни комисии во ВМРО, после водеше државна изборна комисија, мада тука работата пристојно ја изврши и ден денес ништо не го фали. А луѓето дигаат многу джева, например, кој го пуштил преку граница, као да е тоа
тој момент на поминување на државната граница како да е одлучен. Тоа е само финалето, до таму е веќе све договорено. Професор Калајчиев, како вие гледате на зголемувањето на обемот на рестриктивни мерки донесен од страна на американскиот претседател Џо Бајден во заминување? И дали остануваме на принципот караванот врви, кучињата лаат, караванот врви? Колку се не политичари, бизнисмени завршија на американската црна листа, па ете функционираме. Како можат Вашингтон да препознаат криминал дома, а нашиве институции никаде не го гледаат? Црните листи никош не ми биле симпатични. Ниту ми е до крај јасна смислата нивна, со оглед на тоа што на црни листи се доаѓаат луѓе кои што не прават директна штета за САД, а трпат последици практично во САД, или можноста да патуваат или да имаат бизнеси. Што по мене на некој начин чудно и дури мешање во внатрешните работи. Замислете кога сите други држави би ги правеле, би го правеле тоа, секоја држава се меша. Без реципроцитет посебно е, да речем, чудно. И ефектите, иако сите од некоја стравопочит спрема Соединетите држави, никој не ги критикува и сите ги фалат, ефектите се исто проблематични, бидејќи овие луѓе практично без никакви процедури се однапред осудени. Тезата дека американците сигурно имаат добри докази е исто така непроверена. Ако они имаат добри докази, ако се толку пријателски расположени, нека им ги дадат на нашиве државни органи, а не сега и ние имаме докази, сега и вие најдете си. Мене тоа малку ми изгледа детски и неодговорно. Така што се сомневате во релевантноста на доказите што ги има Стейт Департментот? Се додека доказите не се спротивстават во една контрадикторна постапка пред независен суд со можност да се тестираат, тие се неверодостојни. Кои се тие докази кои што ние не сме ги виделе? А се базираат во добар дел, како што слушам и од луѓето, добар дел од луѓето веруваат дека тоа се сепак собрани повеќе разузнавачки и повеќе од рекла кажала. До кога криминалците ќе живеат на висока нога? Вие застапувавте тезата дека со измените на кривичниот законник е добро решение, бидејќи ќе се намали рокот на затвор, но ќе се оди на принципот на конфискација на имот. Не, се дава нови пошироки можности за конфискација и јас сега да кажам дека конфискацијата заедно со оној аргумент за кој што зборував пред 3 минути за редовната и побрза казна, дека и конфискацијата е важна во овој дел на кривични дела кои што се од користолюбива, лукративна природа. Меѓутоа, конфискацијата кај нас исто така има многу проблеми, особено што обвинителството по правило не бара конфискација само за незаконски докажаната корист, туку бара целосна конфискација, што е нешто што не е соодветно ни со нашето законодавство, ни со повеќе законодавство во компаративното право. Значи, треба да се утврди повеќе или помалку дека има сигурни докази за незаконитиот карактер. И проширената конфискација се базира на тоа дека мора да се утврди имот на корист барем кај некое свежо дело и на нас за тогаш да се префади товарно докажување ако има очигледни околности дека капиталот што лицето го има очигледно е стекнат во слични прилики. Например, кога го открија првиот случај за фер судење на Македонија, Солаков против Македонија во Страсбур, беше откриена дрога во лажни лонгети, значи син му на Солаков и другарите имале превезувано во лажни лонгети амфетамин во САД од Бугарија, од фабрика во Бугарија. И се испостави дека такви летови
имало многу во претходните, 5-6 години. Ако и ние тогаш имавме такво законодавство, ќе можеше на Солаков да му земат куќата, која што тој ден денеска ја ќе издржа казната. Ден денеска ја издава на Светска банка и убаво си заработува од куќа која што веројатно е од криминално потекло. Мицковски го повика поранешниот вице премиер Груби да се врати во земјата, а индиректно ги повика и сите бегалци тука да си ја докажат правдата, односно невиноста. Денове слушам многу навивачка една поддршка на полицијата, на Министерството за внатрешни работи, дека одлично има завршена работата и верба дека сега е тргнато, многу успешно, што е под голем знак прашалник, а дека постои стравување дека обвинителството и судството веројатно ќе расипат работата добра на полицијата. Тоа е само за неинформирани. Најважна работа за да биде судската постапка и побрза и успешна и обвинителската работа е да е добро подготвена од полицијата и обвинителството претходно. Неподготвени предмети нас не доведоа до меѓународни арбитражи. Им замрзнуваме имот на луѓето, постапките траат, истрагата трае 5 години и уште не е завршена. Постапката пред арбитража во Лондон. Милион други наши адвокати за среќа на државата немаат исто доволно познавање дека за замрзнување на имотот, кој што е непропорционален на имотната кодекс за која што има докази, може да се обжали во Страсбур по член 1 на протокол 1 право на мирно уживање на собственоста. И навивачката атмосфера што се создава, особено ова за кој што зборувавме, кој што е дел предизвикана од самото ставање на црна листа, на која што следи голема пиар работа и излегување на премиерот лично, например, секој ден на телевизија. Ја реков во една друга емисија да сум и ја Груби и ја ќе избегам, затоа што Груби во овој момент во Македонија не може да добие пресуда. Сите што малку ја познаваат практиката во Македонија ќе ви кажат дека шансите на обвинетиот да добие ослободителна пресуда, кој што по теорија би требале, ако е докажано или веројатноста да го сторил делото, треба да е над 90-95% докажана. Сега за масите во проценти луѓето да можат да судските органи не се изразуваат не ги квантифицираат овие работи, но се обидувам да го покажам посликовито. Со 90% докажаност би требало да го ослободиме сторителот врз основа на повисокиот праг што си го поставуваме во кривичната постапка, врз основа на презумпцијата на невиност и нашиот став на модерната цивилизација дека е подобро некој невин да го некој виновен да го ослободиме отколку невин да осудиме. Тоа се вредностни критериуми прифатени во целата модерна цивилизација кои што би требале преку правните принципи и законите што ги имаме за тоа како оди докажувањето да доведат до ослободителни пресуди, дури кога само релативно теоретски е можно да има други, да тезата на обвинителството да не е баш таа и да не е солидно докажана. Ке нас поменуваат случаите без да се докажани. Неизградени случаи, судовите ги пуштаат као ќе видиме сега. Зашто? Заради притисокот што го имаат некој нешто да им каже, а обвинителите кои ако се откажат, ги викаат да рапортираат пред повисоките и пред шефот. Судиите исто ги викаат на одговорност. Значи, кај нас судиите одговараат ако судии кај нас не одговарале што ставиле некој у притвор, неосновано, а одговарале судии што некој пуштил од притвор. Иако, нивната работа е да го пуштат од притвор секогаш кога не мора. Се разбира, уз тоа може да има некој определен ризик. Значи, дури нормално, постои огромен притисок врз обвинителите, судиите, луѓето да ги осудат.
Кога таа кампања во јавноста е таква да ве оценат уште од претходно, со пресконференции, партиски, обвинителски, сега со ова со приказкиве со црниве листи, шансата ваша на суд е теоретска, значи не е тоа класично монтирано судење, но е вид на монтирано судење, бидејќи судењето се сведува на една лажна представа, која што само наводно ќе го легитимира исходот. А исходот ние го знаеме од напред. Значи сега да го фатат груби, а одма треба или да се спогоди да проба да добие врз таа основа некоја поблага казна, или ово што го направил да проба да избега. Мислам, човек веројатно сака да се спаси. А тоа дека он треба да докажува дека е невин, тоа е исто многу проблематично во модерните општества врз основа на презумпција на невиност. Треба да се докаже обвинителството. Следите трен гостин во емисијата на универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. Професоре, судскиот совет не го разреши судијата Беџети, но Стейт департментот го стави на црната листа. Се избра нов претседател на судскиот совет во време кога власта најавува робусна акција околу реформа во судско-обвинителскиот сектор и акција против корумпираните личности. Се сомневате дали може во Америка извршната власт да стаje некој на црна листа и да му го одземе имотот? Може или не може? Без судење, без ништо. Па не може. Може се ова покажуваат сила надвор. Принципите што важат од американскиот устав, на кој што ние се угледуваме, не важат за нив надвор од границите. А ние сега се колнеме у тоа дека е тоа како од Господ. Ова што го спомнавте, исто сум го кажал неколку пати, повторувањето е мајка на знаењето. Целата приказна е наопачки поставена прво со атакот врз судскиот совет, како да е тој некаков најважен орган во судството, што е помошен орган, без тоа имавме ние судство и без судски совет. Добро, тој не е ни судски орган. Ајде да бидеме поконкретни. Каде го гледате изворот на проблемот околу недоверувате во македонското правосудство? Ако имате резерви во однос на тоа дека не треба да се распушти судскиот совет и советот? Ја не викам дека таму нема проблеми. Него проблемите се прикажуваат црно-бело, при што се посочува дека е виновна само судската власт. Прво е јасно дека најпроблематични се персонално, ако гледаме, ако го поставите, владата не беше многу јасна дали им смета моделот, па сакаат модел заради независно судство, или им сметаат некои луѓе за тоа што се со корени поставени од претходните власти. Погрешно е, кој ќе дојде било која нова власт, да може да си постави, да смени судски органи, да извршна власт. Тоа е за мене државен удар. Судската власт. Па, ги слушам вчера на телевизија, мојот другар Војче Зафировски и други, и Мисковски тоа го нагласува. Па што да правиме сега? Принципите, некој ќе кукале, ние како експерти ќе кукале лажно, ќе плачеле врз поделба на власта, презумпција на невиност и слично. Ама онијете сега морале да го решат проблемот и проблемот биле судиите, они немале доверба. Влијанијата, ако се проблем, влијанијата на политиката во судството, поголемиот проблем е политиката отколку судството. Судството е проблем што ги прифаќа тие влијанија. Зошто они немаат поголем интегритет да ги одбијат, тоа е нешто што треба да се и може да се дебатира. Меѓутоа, вакви лесни црно-бели ситуации, кај што само едните се виновни, а другиве, као има голема доверба. Која голема доверба имаат политичарите? Тоа се прашале. И да им дава за право сега они да сечат судски глави. Значи, не може. Има нешто што може, има нешто што не може.
во модерна правна држава не може извршната власт по собствено доаѓање да сече глави во судската. Не може. Судскиот совет е поставен за да биде брана од ова. И сега оние кога сечат главите да почнат во судски совет и натаму, уствари тој е директен натап врз уставот на државата. Проблемот второ е создаван со години. А работите во судството не се решаваат преку ноќ. Така што проблемите се многу посложени, со подлабоки корени и меѓу другото влечат и во степен на правна и политичка култура, која што ја гледаме дека е на ниски гранки токму во начинот на кој што извршната власт се замислува како мали ѓокица дека ќе извади меч, ќе исече некои глави, ќе стави нови глави. Најгрдото во се ова. Најгрдото во се ова, според мене, е тоа што тргаат едни, а носат своји. Ако така го градат независно судство и правна држава, фала им. Да, не сум... А тоа го гледаме. Свој човек ваму, свој човек таму, па Македонија е мала држава. Однапред сите знаат кој кандидат ќе го поддржи државата за судија за Академија за судии или за судски совет. Кој што беше претходно изненадувањето за повеќе имена, а не и за нив во специјалното обвинителство за организиран криминал и корупција. Значи, тоа политиката се уште меѓу другото ги нема тргнато рацете и ден денеска си важат некои поделби внатре, од која етничка заедница ќе биде председател на овој суд, од која на оној суд, чие место е ова, чие место на неформална поделба меѓу извршната власт при коалициите и изборите, а дел од тоа прераснува после во традиција, особено албанците, тоа што ќе го освојат. Професор Калаџиев, на крај, неколку председатели на судскиот совет до сега, вклучувајќи и последната, Дамела, директно спомена дека се соочила со политички притисоци. Една од претходничките на судскиот совет исто зборуваше за политички и деловни влијанија. Зошто не реагираат институциите кога станува збор за вакви тврдења? Не ли се жалеше председателката на Врховен суд? Ние, веројатно и делумно и јавноста ги преценуваме политичките влијанија. Има и други, од лукративна природа, бизнес влијанија. Едно е сигурно, влијанијата одат главно преку тие неколку главни алатки, не одат директно кај секој судија, туку одат преку председателите на судовите, судскиот совет, во обвинителството тоа е релативно лесно преку хиерархиската структура, во МВР уште полесно. Јавноста се згрозува од некои работи што се случуваат во судството, затоа што судските постапки се транспарентни и јавни, присуствува јавноста и не можете таму многу ни да скриете. Зборувам за првостепената постапка, второстепената веќе апелација има и многу повеќе корупција и пазарење. Со месеци не се носат одлуки, не се подпишани, има можности за нати дајми. А Врховниот суд исто, барем кој што се зборува. Најтранспарентно е ова, кај што трпи највише на многу критика, зашто по природа на нештата е изложена на контрола на јавноста. Надоле, што знаеме ние за полицијата, колку кривични пријави ги ставиле у фиока? Или зашто ги држале, вклучително и тие што еве се појавија откако луѓето ќе бидат ставени на црна листа или што ја знам. Така што малку треба да се ако се сака нешто да се направи, прво треба да оди тоа малку врз основа на она што се научни сознанија, на основа што се добри компаративни практики,
тука некои вакви малограѓански начини на решавање на проблемите у судството нема да дадат резултати, тоа ми е јасно како бел ден. Кај е Министерството за правда? Што има премиерот лично? Се користат работите од министерот за внатрешни и од премиерот за партиска пиар кампања практично, сите апсење и све тоа. Каде за судството, кој знаете, кој треба да е одговорен? Министерство за правда. Во крајна линија, ако стварно имале добри намери да му помогнат на судството да застане на нозе, што не се го задржале за себе Министерството за правда, па да речат ние ќе им помогнеме на судовите. Не знам кој го советувал премиерот, му даде многу лоши совети. Благодарам за гостувањето и разговорот. Молам. Гордан Каладжиев, универзитетски професор. Обично велиме дека срцето на донорот треба да е, или донорот треба да е барем 80% голем, колку што е реципиентот. По површина на тело и по висина и по големина срце и така натаму, кај нив треба оверсайз, нешто поголемо од тоа. Одите на клиника на нога, бидејќи ја се уште се движев, како така, и не знаете дали ќе се разбудите. И тој момент е многу тежок. Во мај се извршуваат 5 години од првата трансплантација на срце од кадаваричен донор во Македонија. По 6 часови во Македонија, еден пополнок. Ново срце тогаш доби 54 годишен пациент. Тимови од државната кардиохирургија, како и од болниците Жан Митрев и Аџибаден Систина. Долго го синхронизира целиот процес, координиран од тогашниот министер за здравство Венко Филипче. Прво била изведена експлантација вадење на срце од донор во клиничка смрт. Потоа се изведе пресадувањето. Во ова издание на тренинг соговорници ќе бидат Емилија Христовска-Костовска, која во 2021 мај и беше трансплантирано срце, и професор доктор Сашко Јовев, кој беше еден од водечките тогашни кардиохирурзи кој го предводеше тимот за трансплантација на срце. Добре дојдовте во емисијата. Добро вечер. Добро ве најдовме и благодариме на поканата. Господја Костовска, речи си 3,5 години од пресадувањето на срцето. Дали денеска се проверувате како чука? Секој ден. Секој ден, нормално на оној проблем кој што ми беше претходно со години, тешкото дишање, гушењето, значи ако малку ми дојде тежина во потешко дишање, нормално дека веднаш ме фаќа паника. Не се приметува вака надворешно, затоа што сум секогаш позитивна, но да, во секој случај. Сте се родиле со срцева мана. Поголемиот дел, или речи си болницата ви станала ваше секојдневие. Кога всушност прв пат свативте дека ќе мора да ви се изврши трансплантација на срце? Мислам дека се поминати повеќе од 6 години. Кога ми се влоши состојбата и кога започнав да се заморувам многу брзо. И многу брзо напредуваше тоа. Дојде до момент кога не можев да отидам, значи, до тоалет. Дневнав до тоалет не можев да отидам. Ми помадруваше устата. Константно правев контроли, значи на 6 месеци се правеа контроли и се тоа се зачестија кога ми се влоши состојбата. Единствениот начин да го поправат тоа тука беше да се стави трокоморен пейсмейкер, бидејќи претходно имав двокоморен. Меѓутоа пробаа да го направат тоа венски, не го направија, не можеше да се направи бидејќи е затворен отворот помеѓу предкоморите. И тоа се одлучив да се направи во Бугарија. Тоа траеше многу долго и оправувањето беше исто така многу тешко, бидејќи имав вишок кислород, вишок вода имав во белите дробови, кислород,
и нормално се тоа мораше да се исфрли, да се коригира. Ја ставија, значи го ставија трокомерниот пейсмейкер и дефибрилаторот, меѓутоа немаше некој очекуван резултат. Бидејќи веројатно Пред трансплантацијата на срцето, проценките биле дека многу тешко ќе се обезбеди донор, а во тој период вашето срце функционирало со 15%. Каква беше првичната ваша реакција кога ви се јавија дека има донор? Тоа дури не може да се опише. Значи, тоа е паника. Тоа е паника, бидејќи два пати ми понудија срце. Првиот пат за среќа го одбив, нели нормално, бидејќи сами одлучуваме за тоа. Бидејќи девојчето беше многу ситно, Господ ме дал таква каква што сум, да многу се информирам за за сите работи во мојот живот. Девојчето беше многу ситно, срцето беше многу ситно и направив правилна одлука дека тоа нема да може да се трансплантира. Нормално дека се консултирав со доктори, не дека тоа така помина. За неполн месец повторно ми се јавија и мислев дека тогаш сум многу поспремна и дека готово јас се спакував и отидов. Не е така воопшто, бидејќи всушност одите на клиника на нога, бидејќи јас се уште се движев како така, и не знаете дали ќе се разбудите. И тој момент е многу тежок. Професор Јовев, 9 оперативни зафати, 9 трансплантации, 8 успешни. Го предводевте тимот на кардиохирургија. Што беше предизвикот? И можните импликации доколку сето тоа како што било планирано не успееше да се реализира. Така, не само во однос на Емилија и во однос така, на останатите генерално. пациенти. Многу добро прашање. Малку ќе ве коригирам. И деветата беше успешна, тоа беше 67 годишен пациент, кој што практично пред малку говоревме лесно помина, најлесно од сите нив беше најстар, меѓутоа почина од ковид дома. И ние го повикавме да се лечи кај нас во институцијата, едноставно не сакаше, сметаше дека брзо ќе пројде ова, јас сум сега сосем добар, нели? И почина, и многу ми е криво, затоа што може да се почине од во ред, тоа е реална причина, од таа причина починаа многу луѓе, нели, за несреќа. Меѓутоа сепак сметам дека можевме да пружиме повеќе кај него. Што се однесува до предизвикот, видете, јас во повеќе наврати имам кажано дека кога ја предводев клиниката, долго време размислував да дојдеме до степен се да работиме се што се вели што е state of art, што се работи секаде во Европа западна, секаде во Америка, и стигнавме до тој степен, не беше лесно. Бевме изложени на големи предизвици, големи ризици и особено ова беше голем ризик. Имавме уште два големи ризика со воведување на уште две процедури, тоа е имплантацијата на механички срца и операцијата на лакот на аортата, што до ден денеска се работи на тој начин во два центра во целиот регион кај нас и во болницата Дубрава во Загреб, но ова беше посебен предизвик затоа што е на некој начин многу популарна самата операција, самото име трансплантација срцева, нели, нешто што до сега не сме го правиле, требаме одеднаш да бидеме спремни да го правиме. Не беше токму така, ние на некој начин се спремавме подолго време, јас го очекував тој момент, но мораше да се собере храброст, нели, да се тоа направи и да се биде свесен дека доколку не биде утре добро, ќе мораме да се соочиме со последиците. Последиците, ќе ме разберете, се исти секаде во светот каде што се започнува некој програм. Меѓутоа последиците кај нас се некако поспецифични, некако помалку сме спремни за тоа дека ете воведуваме нова работа што се работи во светот, а не сме успеале, па што е тоа, па што се случило, па како се случило, малку е средината тешка што се однесува до овие работи. Јас едноставно
морам да кажам дека ние не влеговме неспремни. Секој од нас имаше по некое искуство некаде. Се спремавме, повеќе пати сум кажал на суво, што, како ќе биде, во кој момент што ќе се направи и така натаму, но мораше да се собере храброст и да се соочиме со ризикот дека се може да се случи. Од една страна. Од друга страна, мораше да започнеме со исто тој програм. Прво целта беше да дојдеме до степен да работиме се. Второ, сме универзитетска клиника каде што нема каде да започнеш ете токму тоа доколку не го започнеш тука. И трето, бројот на пациентите со срцева слабост е епидемија во светот. Бројот на пациентите со срцева слабост е епидемија. Не само како срцева слабост и со конкретна причина за срцевата слабост, што најчесто е кардиомиопатија, дали исхемична, дали кардиомиопатија дилатациона за која што не е сосем јасна причината, дали беа малку, а сега се повеќе и повеќе конгенитални дефекти кои што се во младоста нели коригирани. Меѓутоа и заради една причина, заради која што за 10, 15, најмногу 20 години, повеќе од 50, ако не и 60% од пациентите што ќе се оперираат на кардиохирургија, ќе бидат пациенти со срцева слабост. Зошто? Напреднува медицината, вие правите некоја корекција кардиолошки. Потоа доаѓа до степен да правите корекција кардиохируршки и го продолжувате животот. Еднаш, два пати го продолжувате. И доаѓа до степен кога пациентот се уште има останати здрави органи, кога не можеме да имаме корегибилна хирургија, да ја коригираме таа состојба и останува единствено да се престави срцето. И само по себе, покрај конкретните причини за срцева слабост, само по себе развитокот на науката и медицината води кон тоа да утре повеќе од 50% бидат пациенти со срцева слабост, на кои што ќе треба да им се имплантира уред во смисол на механичко срце или да се трансплантира срце. Костовска, болниците ви биле ваше секојдневие, бидејќи покрај потребата од трансплантација сте биле подложни на неколку други оперативни зафати, отстранување на жолчка и јајник. Колку време беше потребно да помине за да се вратите во нормален колосек? После трансплантацијата, после пресадувањето на срцето? Значи, пред трансплантацијата се направи таа, во една операција се извадија жолчката и десниот јајник, излезе дека е тумор, што беше додатен шок за мене. Среќа што не беше проширен. После трансплантацијата ја кажувам како најлесно, ствари беше најтешкиот момент. После трансплантацијата повторно имав уште една интервенција, се извадија сите женски органи, односно матката и другиот јајник, бидејќи тумор маркерите почнаа да варираат. И тоа ми беше некаков шок, но се обидов тоа некако да го поминам полесно. Нели со оне прашалник дали повторно ќе биде малигно или не, не е за среќа, се е добро. Меѓутоа, најголемото опоравување ми беше после трансплантацијата. Ми требаше долго време да почнам да одам, бидејќи јас не одев. Мускулите ми беа сосем атрофирани, мислам дека имав 40 и нешто килограми кога излегов од болница, за разлика од сега. И ми требаше еден долг период да научам да јадам, бидејќи јас не конзумирав храна. Воопшто во болница имав период кога воопшто не јадев, значи ме враќаа во живот. Мислам дека не знам што све не поминаа со мене. Така да, на моментот кога застанав на нозе, сама да одам, тоа беше после некои 6 месеци, да речеме, минимум, откако излегов од клиника. Значи, првата година всушност ми беше оправувањето. А после првата година јас почнав да одам во теретана и сега сите мислат дека сум идела и сум кревала тегови. Не е. Тоа го направив затоа што беше зимо и затоа што морав, нели, пумпата мора да работи и мора да се движите, а знаеме како е надвор загадено. И тоа, значи, го направив да возам точак, да вежбам, да одам на трака, после тоа почнав и некои подруги вежби. После тоа, после нели интервенцијата што имав после трансплантација, не смеев повеќе ништо да кревам, почнав да одам на пилатес и сега веќе можам да кажам дека функционирам со полна пара, бидејќи вежбам зумба и сум хиперактивна и шетам, се дружам, значи исто како што беше и претходно, па и би рекла многу подобро. Мојата задача е да живеам со полни гради и да покажам дека животот е вреден за борба. Каква ви е динамиката на живот, сега споменувате, но
се плашите дека може би еден ден повторно може да се соочите со проблем, имајќи во предвид дека срце добивте од донор. Да. Имате контакти со семејството на донорот и дали знаете за личноста од кого сте го добиле срцето? Сега, значи, оној страв секогаш постои, меѓутоа имам некоја надеж дека штом почнавме со трансплантација, веројатно би почнале, доколку има нели кадар и желба, и со бидејќи секаде во свет, јас сум во една група америчка која што се преживеани, трансплантирани нели Heart Transplant Survivors се вика групата, со трансплантирано срце, и има пациенти на кои што има 2 пати правено трансплантација, 3 пати. Знам дека ќе мине тоа, ќе биде многу мала можност, јас си давам дека ќе биде мала можност. Меѓутоа за тоа има време, бидејќи навистина гледам да живеам здрав живот и да се движам и да функционирам. Со семејството на донорот, да, имам контакт. Во периодов воопшто не контактираме. Веројатно и јас имам некој отпор. Зошто? Тежак е тој момент, верувајте. Значи, свекрвата на донорот, на господјата, тие се од Козле. Она е мажена во Козле и не знам дали смеам да го кажам ова, вака си го кажам, бидејќи јас сум девојче од Козле. Незината свекрва ме знае од градинка. И тоа е некој толку тежок момент, бидејќи тие се одлучиле да донираат нешто од што не го изгубиле, значи најмилото. И оној спој е многу тежок. Се договоривме да се видиме, меѓутоа за жал, бидејќи господјата остави мало детенце, буквално беше многу малечко, не знам дали имаше година. Беше болна малата и некако не одлучивме да се видиме, бидејќи нели јас морам многу да се пазам ради целата терапија, имуносупресивите, сите тие работи. И никако не сум им се јавила и секој ден имам по некаков отпор. Веројатно ќе си го решам сама со себе за да успеам да се видам со нив. Професор Јовев, од што зависи долговечноста од пресаденото срце? Вака сега ќе ви кажам, многу е добро што ја избравме Емилија денес за соговорник, нели, заради 2 аспекта. Прво, она е полна со живот, таа е полна со живот, таа знае како да го обработи проблемот и може да биде пример за многу останати пациенти, знае како да живее, сака да живее, екстремен оптимиста и ентузијаста е, но знае како да го обработи проблемот што го имала. Можеби затоа што долго време била болна и во младоста. Но таа спомена дека подолго време лежеше најдолго од сите останати. Сега полека има една група, нели, на пациенти, 2 групи, нови групи на пациенти, не се нови, што ќе се повеќе ќе ги имаме и ние. Прво, едни се пациентите кои што се стрейт, кои што имаат слабо срцева, кои што треба да се трансплантираат и крај. Второ се пациентите кои што заради немање на срце, на донор, а целиот свет нема доволно донори. Ако има потреба од 50-60 илјади трансплантации на годишно ниво, се трансплантираат 4,5 до 5 илјади. Пикот беше 93-та кога имаше 5 илјади и натаму се до денес некаде околу 4,5, така нека е просекот околу 4,5 илјади, значи 10 пати и повеќе помалку. Затоа се повеќе се оди на имплантација на тие механички уреди, тоа се вика mechanical circulatory support или механички срца, популарно кажано, програм со кој што започнавме и какви што пациенти имаме доста. Сега, групата на овие пациенти, број луѓе кои што се во мост до опораување, што се многу малку, кои што се во дестинациона терапија, нешто постари ќе живеат, колку што ќе живеат со механичкото срце, и кои што се во мост до трансплантација, тоа се по-млади луѓе. Што тоа значи? Во светот се повеќе ги има тие. Значи, денес, според, значи веќе од 2017-18, според последниот извештај од International Society for Heart and Lung Transplantation, значи меѓународното здружение за трансплантација на срце и бели дробови, околу 50% од пациентите кои што се трансплантираат во САД и во Западна Европа, веќе имаат механичко срце. Значи, трансплантирате пациент кој што во себе има механичко срце, како мост
до трансплантација за да преживе и потоа се пресадува. Нели? Со други зборови, полека ќе најде една таква група и третата група е групата на Емилија. Тоа се adult congenital ги викаме. Тоа се возрастно конгенитални пациенти. Тоа се пациенти кои што во детството, во неонаталниот период, веднаш штом ќе се родат или во раното детство, имале операција заради некоја срцева мана. Сега, и детската кардиохирургија има промптен напредок и извонредна во денешно време, во светот и полека и кај нас, нели, оди напред, и се повеќе такви пациенти ќе имаме. Кај тие пациенти, непосредно кога ќе се родат, може да се направи операција, да се заврши работа, може да се направи, велиме, палиативна, привремена операција, извесен период, first stage, прв степен, па second stage, втор степен, па потоа дефинитивна операција. И тие пациенти се водат се до адолесценција, се до младост. И некој може да тераат, но кај некој мора да се повторно оперира или доаѓа до степен да веќе мора да се направи трансплантација. И, например, во моментот во Америка има 1 милион пациенти кои што се adult congenital. Од нив, ако има 10% кај кои што не може да се направи корекциона нова хирургија се за трансплантација, имате у моментот 100.000 такви пациенти само во САД, а Европа го има истиот број, нека е 2 пати помала се заедно или не знам колку ако доаѓа или исто, нели? Така да имаме огромен број на такви пациенти. Значи сега веќе имаме 3 групи на пациенти на кои што мора да им се даде подеднаквото право. И, например, иако од една страна Европа многу побрзо оди во врска со девајсите, бидејќи во Америка треба тој FDA approval и така натаму, имаме податоци од Америка дека сосема е тој алокационен процес изменет, во смисла дека предност имаат оние кои што лежат во болница, се на потпора некоја механичка, и тоа првите се оние кои што се на една потпора, што ја викаме ЕКМО, во смисла има машина голема што стои покрај вас, нели, која што треба да ги преброди првите 7 до 10 дена, нели? И првите 7 до 10 дена тој човек со таква машина има предност каде и да се најде срце. Потоа тој што има, не знам, имплантирано уред, потоа паѓаат надолу, ако тој на ЕКМО-то издржи повеќе од 10 дена, паѓа во втора класификацијона и така натаму, па оние кои што ние редовно ги трансплантираме доаѓаат некаде веќе во трета група, зборувам за во Америка, во Европа се уште не. Со други зборови, и индикацијата и причината, значи заради која што се оперира, се менува тој алокационен систем, нели, се менува, така да ќе има многу промени апропо тоа во блиска иднина. Инаку, зошто таа подолго време остана? Сите adult congenital, сите пациенти кои што имаат конгенитална операција се посебни. Треба да се има приод посебен кон секој пациент. Секој пациент е пациент за себе. Го земате пациентот, го проучувате и го трансплантирате. Тука нема шема. Зошто? Тој е веќе опериран. Тој веќе има некоја мана. Заради таа мана може да има хепатална дисфункција, бубрежна дисфункција. Со хепаталната, тоест црнодробната дисфункција, може да има коагулопатија и крварење. Она имаше многу продолжено крварење. Понатаму може да имаме, велиме, колатерална циркулација. Самото срце, адаптирајќи се, создава уште циркулација и сега вие треба на тој донор, што она многу добро го имаше прочитано, а беше граничен, можеше да пројде теоретски, не можеше да се направи вициум мартис, некој грешка медицинска, и тоа беше на граница. И добро е што почека, и ние бевме на граница, и го бевме тоа убаво објасниле, му треба поголемо срце. Кај таков пациент треба поголемо срце. Ако обично треба oversized, поголемо срце. Ако обично велиме дека срцето на донорот треба да е или донорот треба да е барем 80% голем колку што е реципиентот по површина на тело и по висина и по големина срце и така натаму, кај нив треба oversized, нешто поголемо од тоа. Ме разбирате? И сега ќе се вратиме на тоа зошто таа подолго лежела. Токму заради ова, тие се сензибилизирани пациенти. Тие се пациенти кои што имаат нешто внатре во себе, таа имаше покрај затворањето на АСД со печ, имаше замена на митралната валва, имаше 3 операции. После 3 операции вие правите 4-та операција и треба да трансплантирате срце. И можете да замислите како е внатре. Многу потешко, отколку ако имате трансплантирано срце, па ставате straight, право, онака како што без претходни операции, па ставате второ срце. Значи многу потешко. Затоа беше сето тоа толку искомплицирано. Инаку, и за неа да кажам, за сите наши пациенти и за останатите кандидати,
Многу благодарна операција. Не само за тие кои што по прв пат им се трансплантира немаат проблем, не само за тие што се веќе со механичко срце, не само за тие што се со конгенитална операција. Преживувањето е 85% кај возрастни 10 годишно. Кај децата, не зборам, она е веќе како возрастна трансплантирана. Кај децата е нешто помало, за некој процент, нели, особено првата година подседува на 7%, потоа расте, но процентот на 10 годишно преживување е 85%. Па замислите, вие ќе оперирате некој карцином или ќе оперирате бајпас, во ред има многу подолго се живе, или залисток и така натаму, па зборуваме за операција сериозна, нели? Тоа преживување е многу големо, нели? А да не зборуваме ако имаме добра контрола, одличен начин на живот, нели, сигурно дека истото може да биде и подолго. Значи, многу благодарна операција под еден, иако имаме 3 групи на пациенти, од кои што втората и третата се многу потешки, 2 пати потешки од првата, тука спаѓаше она и тука спаѓаат сите оние со веќе имплантирани механички срца, нели, со асист девајси, нели, сепак, дури и оние ретрансплантираните имаат ист процент на преживување. Косовска страна. Косовска, каква беше вашата прва реакција по трансплантацијата на срцето? Кога ви беше соопштено дека е успешно реализирана операцијата? После трансплантацијата искрено, бидејќи бев мреморано интубирана 17 дена, така не се ми сеќава, да. Така ја знам по тоа што ми кажа. После тоа долго време халуцинирав, мислам дека бев свесна дури месец дена пред да излезам од болница. И тука веќе знаевме, сепак го имаш оној страв, дали ќе има одбивање или нема да има одбивање од срцето, бидејќи тоа може да се случи, нели, во секое време, не дека, нели, готово ти го ставија срцето и сега се е во ред. Меѓутоа, првиот резултат кога ми го кажаа дека да, нема одбивање, она биопсија што ја прават, нели, нормално, знаев дека е тоа и дека ќе продолжам со животот. Јас, всушност, во ниеден момент не се сумневав дека ќе преживеам, не знам зашто. Имав многу доверба во целиот тим, во професор Јовев. Целиот тим што е таму, доктор Папестиев, доктор Шакаровски, доктор Надица, сега докторката која што ме води, доктор Марија Геракаровска, која што многу малку се спомнува, а е според мене, јас не сум медицинско лице, меѓутоа ретко верувам на доктори. Доктор Марија Геракаровска е една од тие меѓу првите на кои што им верувам и која што не води, која што на вистина многу вложува труд во тоа да, нели, ги имаме сите контроли, да биопсиите течат како што треба. И кога ги имаш вистинските доктори околу тебе, односно вистинските луѓе, кога ги имаш вистинските пријатели кои што ти даваат и семејство кои што ти даваат поддршка, мислам дека нема ништо друго освен да се борите, да мислите позитивно и да продолжите со животот. Косовска, живееме во динамично време. Како се заштитуваат од стрес? Никако. Стресот го има, не може да го нема, не знам како да ви кажам. Еве, тргнувајќи од тоа дека сум за жал на 40 години инвалидска пензија, финансиите се мали, цените се големи. Првиот стрес е тој, нели, како да преживееш. Имаме терапии кои што ги взимаме месечно, кои што ми коштаат, ми чинат, значи, колку пола пензија. Реално. За жал тоа е, нели, ситуацијата во нашата држава, па би рекла и во светот. Секогаш има стресови, меѓутоа јас порано многу медитирав, сега не го правам тоа, меѓутоа се обидувам да се дружам само со позитивни луѓе, да комуницирам само за позитивни работи, да правам работи кои што ги сакам и буквално да мислиме само позитивно, значи нема друго. Стресот секако постои. Професор Јовев, речиси во сите професии, па вклучувајќи меѓу лекарската фела, преовладува помалку самобендисаност. Како успеавте да го соберете тимот кој, освен од клиничкиот центар, дојда и ваши колеги од Жан Митрев,
од Систина Аџибаден, мислам дека професор доктор Николич. Како изгледаше таа синхронизација меѓу вас посветеност, ангажираност? Да, тоа беше момент кога не беше моја идеја, јас не ни мислев на тоа, меѓутоа беше идеја на тогашниот министер. И со оглед на тоа што беше негова идеја, јас тоа го прифатив. Искомунициравме веднаш, мораше за неколку часа да се искомуницира, си поделивме задачи, нели за првиот пациент, и тоа помина сосем лесно. Знаете, постојат моменти кога е нешто повозвишено, кога е нешто поважно од сите останати. Тие моменти нема суети? Во тие моменти не би требало и немаше суети воопшто, не би требало да има, можеби понекогаш има, во случајот воопшто немаше суети и се навистина помина онака како што треба. Со оглед на тоа што јас бев на некој домаќин, нели морав јас да превземам иницијативата за да се сето тоа организира, да се разбереме што и како ќе биде. Тоа многу лесно, барем тогаш во тој единствен момент успеавме да се разбереме и помина на вистина на едно високо цивилизирано ниво. Зборувам за првите една-две операции за кои што зборуваме и потоа продолжи нашиот тим, бидејќи сме сепак различни болници, што не значи дека во некој едно време не би било добро да се направи еден центар за трансплантација, па сите да бидат некако интегрирани во еден посебен центар, нели како она да доаѓа одреден тим, да соработува, да... Мене ми е многу криво што е многу мал просторот на кардиохирургија, извинете што да. во... Да, затоа што, например, кога бев во Хрватска, они имаат цел спрат на кои што лежат само трансплантирани, бидејќи тие не би требало да се мешаат со другите пациенти. За мене специјално беше кварцана собата за да лежам сама, меѓутоа реално нема секогаш простор тоа да се направи, бидејќи навистина просторот е многу мал, значи не е горниот спрат цел, пола е некако. Еден дел е и на кардиологија. Не, простор имаме извонредно мал и еве повеќе години додека водев јас клиниката се борев да добиам повеќе простор, не успеав, добивме доста опрема и навистина сме одлично опремени, нели? Меѓутоа простор и доволно луѓе, барем од оние луѓе кои што ни требаат, а особено ни треба средниот персонал, нели, и анестезиолозите, не успеавме да... Професор Јовев, се гледате ли со поранешниот министер за здравство кој ве смени, дали денеска се уште извршувате трансплантации? Не се гледам и нема потреба да се гледам, не сум се видел воопшто. Професор Јовев, уште едно прашање поврзано со состојбите во македонското здравство. Како го објаснувате феноменот што речиси по секоја промена на власта се менуваат речиси сите директори на клиничкиот центар? Зарем сите не се добри? Тоа е невиден нонсенс. Еве јас ќе ви кажам, било каде многу сум поминал години надвор во странство, вие имате шефови по 10, 20 и повеќе години, а потоа, значи, шефот најчесто го предлага најдобриот меѓу своите кандидати, реално најдобриот, па бордот во болницата, или ако е Швајцарија и во болницата и во кантонот, го бира тој директор и има перформанси по кои што се бираат, но не се перформансите политички. Ниту оддалеку, ниту имаат врска партиите, ниту политика, ниту министер. Значи има перформанси по кои што се бира нов шеф, нели, кој што може да биде една година, доколку не ги задоволи условите, нели, и доколку не покаже успех, а може да биде и 30 години или 20 години и така. Значи системот е сосем поинаков, многу понормален, многу почесен, многу поквалитетен, со еден збор мериторен. Костовска, која ви е желба за 2025? Што е за вас приоритет? Што ве прави среќна? Немам една желба, имам повеќе. Бидејќи првата година имав помош од многу новинари, не сум не замислувала дека тоа така ќе биде. Со една новинарка добивме идеја да снимиме документарец за мојот живот, бидејќи не е само трансплантацијата, него нели буквално целиот мој живот е во еден таков период. Низ болничките лавиринти. Да, буквално. Целиот живот ми е нели со пазења, со борба да функционирам нормално, меѓутоа со ограничувања и така. Мислам дека има навистина што да се каже, мислам дека треба да се каже, да слушнат луѓето навистина
дека значи треба да знаат како се функционира, дека може да се функционира, да се даде една позитивна мисла, да им се даде еден кураж за да продолжат во животот, дека ниедна болест не е пречка во животот, дека со се можеме да се избориме. Значи сакам тоа да биде некоја приказна, меѓутоа за жал имавме пречка, се обидаде да ни ја земат приказната. И сега желбам е во 2025 да го остварам тој сон и да го снимам тој документарец. Ја се надевам дека ќе го најдам вистинскиот режисер и дека ќе успееме тоа некако да се реализира. И уште 2 патувања само за оваа година. Ја видов Виена. Она што ми од сам почеток ќе сакам повторно да го видам Лондон, бидејќи го немам видено од кога ми беа операциите. Ми ја останат во сеќавање. И уште едно патување во Америка, каде што е золба ми со внуките, бидејќи мислам дека е редно време да го прошетам Њу Јорк. Професор Јовев, со вас завршувам. Останавте во клиничкиот центар, за сега барем, Мајка Тереза. И покрај тоа што ве трна настрана. Ќе останете или ќе гледате перспективата, ја гледате во некој од приватните клиники? За сега во овој период ќе останам. Клиниката ја чувствувам така многу блиска како своја, затоа што сум од самиот почеток, од формирањето, затоа што пред да ја формираве таа клиника дадов и покрај тоа што работев в разни хирурги 20 години од својот живот за формирање на таа клиника и некако има една плејада на многу добри, фини луѓе и колеги млади таму. За сега би сакал да останам, што ќе биде понатаму во блиска иднина, не во далечна, не знам, значи има повеќе опции, но во секој случај за сега останувам на клиниката која што се уште ми е многу драга. Професор Јовев, зошто јавното здравство никако не може да се опорави да застане на здрави нозе? Каде го гледате лекот? Каде го гледам лекот? Прво и основно треба да има прави луѓе на прави места. Да нема политиканство, да не биде тоа на некој начин само политички функции, да има повеќе бордови и групи кои што решаваат за одредени проблеми, да се има повеќе волја да се направи нешто, затоа што многу лесно може да се поправи јавното здравство. Далеку сме отидени надолу, но се уште мислам дека може да се поправи јавното здравство. Се има капацитет, иако најголем дел од квалитетните и постари лекари отидоа во приватното здравство, што е непобитен факт, има одреден број од лекари од постарата генерација и една одредена група на лекари од средната генерација кои што се навистина добри, им треба малку повеќе искуство, кои што може да го одржат и подобрат. Мислам дека само треба да се сака прво, второ да бидат вистинските луѓе на вистинско место и трето да се добие малку пуш од политиката, од било која политичка партија да е на власт или влада да е на власт, да се дадат малку поотворени раце, за вистинските луѓе кои што би можеле да ги поправат состојбите и да го водат здравството. Пари секогаш ќе се најдат. Благодарам на двајцата за гостувањето во Тренинг. Благодарам. Емилија Христовска, Костовска, дама која пред 3,5 години беше трансплантирано срце, и професор доктор Сашко Јовев, кој го предводеше тимот на кардиохирургија, која изврши 9 трансплантации на срце. Се надам дека со изборот на вечерашните соговорници го задржавме вашето внимание. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути, инаку репризните изданија на емисијата одат секоја недела во 19 часот. ТВ магазинот Трилинг се реемитува и на дел од регионалните телевизии низ Македонија. Довидување.